Да се бориш со сопствениот хендикеп и да ги надминуваш сите кучници кои се неизбежен дел од секојдневието е повеќе од успех. Живка Мицова се закети со третиот медал од Олимписките игри во струга, на кој годинава се надпреваруваше во две дисциплини. Во атлетика и оваа година и во пинг-понг. Значи во атлетика второ место, тоа е фрлање ѓуле, диски, копје, значи поените се собираат и така се одредува кој е место. Во пинг-понг не сум добра, ама саках да пробам, мисля дека со малку вежбање, дека мога да бидам не најдобра или добра, али солидна сепак. Доколку се пружи можност во општината или во соседната општина да се организираат поинтензивни тренинзи, дали имаш поголеми амбиции во тој дел? Да, зашто да не, кога ги гледаш другите како постигнува мисля резултати, ке нас се условите, да има тренинзи, да има тренер кој ќе не тренира, пошто ние немаме тренери и не знаеме точно со реквизитите како да ракуваме. Значи, кога би го имале тоа, би сакала да се надпреварувам. Девојката која стана синоним за храброста, за вистинската борба со најтешките искушенија и која никогаш не им подлегна на судбинските недоречености, ја продолжува борбата со телесниот инвалидитет, но не спонтано и по инерција, туку со низа активности кои квалитетно го исполнуваат нејзиното секојдневие. Учеството на Олимписките игри е само иницијативно без било какви претходни подготовки, токму она што им недостасува на лицата со телесен инвалидитет, добрата организација, дружење, размена на информации и рекреативна забава преку спортски активности. Ние во Кочанското здружение немаме организација, немаме тренинзи. Никогаш не сте имале локален надпревар, општински надпревар? Па има квалификации, тоа пред да одат луѓето, неле кои да идат, има квалификации. Значи, ја одам за тоа што лани сам освоила медал и сега директно сум пласирана, ја и Лиле Мицовска, а другите има квалификации, значи, кои дидали, нема после тренинг, значи, они како се квалификуваа, после не тренираа, пред да идеме. И тоа што се тренира на своја рака, значи, секој сам се снаоѓа. Нема здружението организирано. Недостатокот од просторија и соодветен клуб го потенцира еден од членовите на здружението, кој истакна дека учеството на игрите годинава било спонзорирано од приватната компанија Мак Прогрес. Оваа година подготовките не беа на нула. Затоа што немаме ги условите, ние нон-стоп тражиме, имаме канцеларија, ама тражиме просторија за да се дружиме нон-стоп. Сега, оваа година, апсолутно тоталка, нула, едноставно. И на среќа отидееме таму, подготовките, еве, јас сум фрлал могучност таквија, фрлил сум 10 пати со ѓулето и у ѓуле сум пети од 28 души, значи сепак е за мене успех. Во Виница има околу 60 на лица со телесен инвалидитет. Пред 3 години беше отворена канцеларија, но се уште недостасува соодветната организација и реализација на нивните приоритетни цели за поефикасно и полесно функционирање во секојдневниот живот.